Најголемиот грабеж на 21. век го спроведува владата на Република Македонија. Што туку на шверцерски начин и со европско знаменце, помина пакетот погубни законски решенија кои државата ја починуваат на корпоративна диктатура. Македонските работници ќе работат 12 часа дневно, 6 дена во неделата, што значи 60 часа робување на корпоративните интереси на американскиот конзорциум Бехтел Јенка, кој градејќи коридорите 8 и 10, ќе ги истошти нашите работници и ќе ја испразни државната каса. Приватизацијата во 90-тите го распарчи општественото ткиво и уништи голем број на семејства. Како тогаш, така и сега начело на ова распарчување и трансформацијата на државата во корпоративен феудализам стои истата партија. Лажните социјалдемократи на нашата земја. За овој коруптивен договор, кој е склучен во 4 очи и кој владата на СДС процени дека е од стратешко значење, до собранието беа доставени контроверзни 5 законски решенија. За урбанизам и просторно планирање кои создаваат урбанистички хаос. За сомнителна експроприација на имот. Но најскандалозно од се, уредувањето на работните односи со кои се воведува 60-часовна работна недела. Со 6664 амандмани, Левица го блокираше овој пакет на закони. И така ќе се ставеше крај на обидите за поробување на нашите работници и стиснување на државните пари. Но владата реши да го злоупотреби инструментот за усогласување со европската регулатива и со европско знаменце протурка антицивилизацијски и антиевропски закони. Сега сме апсолутни рекордери. Предходно тоа беа Мавританија со 54 часа, Египет со 53 часа, Гамбија со 51 час и Буркина Фасо со 50 часа. Корпоративната репресија не враќа 2 века назад во доменот на трудовото право. Европската легислатива вели дека еден работник не може да работи повеќе од 48 часа неделно. Но владата на СДС и воведе 12 часовен работен ден, 6 дена во неделата. Тоа значи дека овие физички работници нема да имаат време да ги обноват своите физички капацитети и така нормално да продолжат да живеат. Од уставните права на работниците, тие не можат да се откажат. Па не можете да ја ставите во иста ситуација еден газда и еден работник. Токму поради тоа трудово-правниот однос е суи генерис однос и токму поради тоа државата треба да биде секогаш на страната на послабиот. Помеѓу силниот и слабиот слободата е таа која угнетува, а законот е тој кој ослободува. Сега имаме ситуација да законот ги поробува работниците наместо да ги ослободува. По 2014 година, извршниот директор на Бехтел бил осуден од судот во Њујорк за примање на мито од 5,2 милиони евра за местење на тендер во Египет. Во соседна Албанија пак за автопатот Драч Кукс, конечната цена има неоправдано зголемување од 85%. Дури во студија на Универзитетот Беркли се вели дека договорите со Бехтел се еден непотребен луксус за најсиромашните држави во Европа. Левица нема да дозволи новија грабливци и злосторници да се богатат врз грбот на работниците. На борбените линии против паразитите од СДС и ДУИ не обединува класниот и националниот интерес, спротиставени на нелегитимните рехабилитатори на фашизмот и острицата на корпоративната диктатура.